Наместо на настава во училиште, седнато на камени мост со подадена рака за помош од минувачите. Тоа е само едно од стотиците деца во Северна Македонија, кои наместо во училишните клупи, детството го поминуваат на улица, барајќи екзистенција. Се што остануваат повеќе надвор од образовниот систем, се потешко ќе биде да ги вратиме понатака назад. Проблемот најмногу е изразен во заедниците каде живее ромско население. Истражување на организацијата Ромалитико покажало дека пред неполни 2 години во скопската населба Шуто Оризари имало повеќе од 300 деца што не одат на училиште. Финансиски семејствата не се доволно стабилни за да може да продолжат децата во образовниот процес. Проблемот ескалирал откако бројни ромски семејства заминале, па се вратиле од западноевропските земји. Нивните деца во меѓувреме пораснале и не сите од нив посетувале настава додека биле во странство. Имаат проблем со јазикот, или пак имаше случаи каде што веќе не одговара неговата возраст да се вклучи во второ или трето одделение. Односно, он треба да биде веќе вклучен во пето, шесто, седмо одделение, например, и тука настанува тој проблем. Дополнителна причина за отсуството од наставата е и демотивацијата што кај ромската популација се појавила поради немањето можност за работа после завршеното образование. Дипломирани роми кои што за жал заминале во западноевропските држави да работат во Макдоналдс, во Бургер Кинг или други сектори во потрега за подобра иднина, затоа што не можеле тука да најдат работа. Сепак проблемот има и друга страна. Образованието е задолжително. И јас познавам доста луѓе кои што не се ги пуштаат децата во школа. И тоа е страшно. И тоа е жално и страшно и што уште не. Монструозно од нивна страна. За да се надминат сите овие случаи, од Министерството за образование и наука велат дека е воведен систем на валидација. Тоа им овозможува на лицата што не одоле редовно во училиште да се стекнат со образование и да се вклучат на пазарот на трудот. Воведен е и систем на медијација за родителите и учениците роми. Образовните медијатори преземаат активности за подобрување на информираноста, за можностите и пристапот до училиштата, спроведуваат редовни средби за сензибилизација на населението и вработените во основните училишта. Во процесот е вклучено и Министерството за труд и социјала, со проект за инклузија на ромските деца и во предучилишното образование. Во детските градинки годинава биле запишани околу 350 деца роми, од кои 90 се ослободени од партиципација. Сепак, покрај сите овие програми и апели, бројни ромски деца и натаму се на улиците. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Окњанов.